Државата веќе нема да им ги плаќа долговите на задолжените општини и тие во иднина сами ќе треба да ги сервисираат долговите. Оваа одлука на владата доаѓа само неколку месеци откако таа одлучи на нивна сметка да уплати 51% од досега акумулираните долгови, односно на сите заедно им уплати околу 50 милиони евра. Образложението за ваков чекор до јавноста не стигна, но јасно е дека во поедини случаи трошењето народни пари премина во луксус, на што секако треба да се стави крај. Но иако чешмата со пари им ја сопре, за луксузните градоначалници казни нема да има, изјави министерот за финансии Драган Тевдовски. Државата засега нема да санкционира градоначалници кои раскалашено трошат општински пари, но за нив не планира нова помош. Правиме се финансиите да се средат и во тоа ќе успееме. Воспоставено е многу важно фискално правило за општините и тоа ќе донесе резултат, изјави Тевдовски. Но дали граѓаните веруваат дека било кој закон градоначалниците трошаджи може да ги стави во ред? Нема уште тоа. Што сакат прават со тие народни пари? Нема закон, нема ни да има. На овој крај не се наваѓа. Ни на градоначалници, ни на председатели, ни на премиер, ништо. Кој што сака тоа си работи. А народот страда. Тешка работа. Да, не верувам ја. Кој го сака така прави. А било кој да е градоначалник, не е важно кој, чии пари троши. Треба да се пита, народни пари. Од друга страна, помалите општини реално немаат можност на подолг рок да функционираат без државна помош и тоа ќе биде проблем и за нив и за граѓаните. Што во такви случаи? Тоа јас мислам дека сега со овој потек општините ќе се задлажат и доколку понатаму ги добиват потребните средства од страна на општината како блок дотации, тогаш не би се ни задолжила никоја општина. Просто јас би рекол дека ниједна општина не би се задолжена по основ на изградба на некои проекти доколку нема претходно обезбедена финансиска конструкција. Јас мислам дека тоа е и кажливо со закон, така да во конкретниот случај, значи доколку секој градоначалник постапува според законот, не би можела општината да биде задолжена. Освен Зрновци, во источниот регион со овој проблем може да се соочат и општините Карбинци, Облешево, Чешиново и Пехчево. Сепак, меѓу нив позитивен пример е Македонска Каменица, која своите долгови ги врати пред владата да донесе одлука за државна помош, што ова општина ја става меѓу добрите. Инаку, во регионот, освен Штип, сите останати општини имаат долгови и беа дел од проектот Владина помош за општините. За оваа намена, сите заедно добија над 3 милиони евра владини пари.